Од училниците и лабораториите директно кон европската технолошка елита. Македонија ја добива везилка, Национален центар за вештачка интелигенција. Со подршка од Европската Унија и во партнерство со грчкиот центар Фарос, нашата држава станува дел од големата европска трка за развој на вештачка интелигенција. Проектот чини 6,2 милиони евра, од кои 1,5 милиони евра се државни средства, 1 милион евра се обезбедени од универзитетите, а остатокот е финансиран од Унијата. Според премиерот Христијан Мицкоски, овој капитален проект е инвестиција во знаењето, талентот и иднината на младите. Развојот на вештачката интелигенција веќе создава нови економски модели, отвара нови индустрии и поставува нови стандарди за конкурентност. Во такви околности, способноста не на држава да создава знаење, да ги поврзува науката и стопанството и да обезбеди услови за иновации станува еден од најважните предуслови за долгорочен развој. Од македонски јазични модели и дигитална заштита на културното наследство до паметно земјоделство, здравство и енергетика, надлежните најавуваат технолошка трансформација на државата. Министерот Стефан Антоновски порача дека со везилка Македонија повеќе нема да биде само наблюдувач, туку активен играч во европската дигитална трка. Во последните години Европа јасно препозна дека иднината конкурентност нема да се мери само со патишта, железници или фабрики. Ке се мери со пристап до суперкомпјутери, дата центри, податоци, алгоритми и таленти. Токму затоа Европската Унија започна со создавање на мрежа на центри за AI фактори низ цела Европа. Универзитетските професори велат, везилка е историска шанса македонското знаење да стане дел од европската технолошка иднина. Суверената вештачка интелигенција е важна. Важна за Македонија да има технологии што го разбираат нашиот јазик, нашата култура и нашите потреби како народ. И амбасадорот Рокас порача дека овој проект е мостот што ја поврзува Македонија со европската иднина на вештачката интелигенција. Трансформативен проект со далекосежни последици за кои што денес зборуваме. Накратко, везилка нема да работи како самостоен центар или фабрика, таа ќе биде дел од еден поширок екосистем што ги поврзува локалните иновации и европските можности. Македонската везилка е една од 13 избрани национални антени во Европа, а ќе работи во тесна координација со грчката фабрика за вештачка интелигенција Фарос, проект вреден 30 милиони евра, кој е меѓу првите вакви центри на европско ниво.